Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3 телевизија. Ова е вториот дел од утринското издание Нов ден. Знаете како велат, некој со своето присуство кога ќе влезе некаде во одредена просторија, или има нешто во него, па не одгурнува таа негативност, или внесува една позитивност и една благост, што би се рекле. Верувајте дека секакви луѓе има и секакви луѓе и влегле во оваа студио. И ако не друго, барем можеме како луѓе да ги препознаеме тие луѓе. И се надевам дека барем јас се трудам да го извлечам она убавото од луѓето. Некако предност да му го дадам она што е човечното, а сите ние го имаме. И многу е важно кога некој ќе знае како да допре до вас и како да го извлече најдоброто. И покрај тоа што живееме во време кога не знам зошто, негативното и лошото и црното во луѓето некако е она со што луѓето се излегуваат пред во нивното представување и не знам зошто тоа им се одеднаш до блестите на сите луѓе. Јас се уште верувам во доброто и се уште верувам дека има луѓе и се уште верувам дека има спас за сите нас, како ви рекле. Со таа цел, личноста која што денеска е мојот гостин е човек кој е радо виден гост во нашата телевизија, а и во студиото, поточно во мојата емисија. Голем поздрав и добре дојде за отец Игор. Благодарам на поканата. Првим да ги честитам пратниците на гледачите, на вас, и да ги поздравам сите неделни кои што се со православна христијанска вероисповед, со поздравот Бог се јави, на вистина се јави. Така, благодарам од името на нашите гледачи. Сакав денешната емисија да ја посветиме нешто да бидне како осврт на празниците кои измина. Значи некаде од прошлата година почна оние зимски прославувања, да кажеме од славите, кога што почна некаде од ноември месец, па се до божичните пости, така некаде после по прославување на Свети Архангел Михаил, така ли некако во тој период после тоа започна божичните пости. Неколку дена после. Неколку дена, да. Тој период помина, влеговме во јануари месец, најубавиот, еден од најубавите празници, божичното рождество и бадник и сите оние обичаи кои што поминаа. Денеска сме веќе и Свети Јован, мислам дека е втор ден. Денеска се уште постојат прославувања тук таму, значи крајот на месецот, а пак сме во некои прославувања. Сакам некако да се навратиме на оној дел. Гледајќи по посетување на црковните храмови кај нас во градот, постои посетеност. Постојат луѓе од разни генерации. Значи не се само постари, не се само како да кажеме некога што било. Многу години наназад некако луѓето се вратија на црквите, Не можам да кажам вратија, значи да не навлегуваме во историјата зошто било некогаш така, зошто не било. Но некако се враќа некоја духовност кај луѓето. Сега ме интересира колку всушност постои духовност кај луѓето, дали во прашање е нешто што секогаш ме збунувало, дали е во прашање некаков тип на монденско однесување да одам во црква, или всушност духовноста, бидејќи од друга страна луѓето се отуѓија. Некако не се сакат како порано, не се почитуваат, што е многу важно, и не се посетуваат и не се дружат. Се барали спас во црквата. Вака, убаво ги спомнавте празниците. Така. Почнувајќи од славите па до денеска, вие ќе приметите колку пати сте се виделе, колку често во тој период сте се виделе со луѓе кои се познаваат. Така. Значи ве врзуваат исти пријатели, па ќе отидете ќе се најдете на иста слава. Точно. Па ќе заминете во црква и тие дошле празникот да го испочитуваат, да се помолат на Бога. Значи повторно се гледате. И наоѓате некои теми со луѓе кои што можеби вака на улица не сте имале прилика да ги започнете. Само едно здраво, сите брзаме некаде. Да. Нели сите некои со своји мисли сме. Меѓутоа и самиот збор празник значи да се испразниме себе си од светското. Испразнувајќи се од грижите, ние всушност имаме простор на тие слави, после литургија, додека палиме свеќа во храмот, испразнети од она лошото, од она што не обременува и не прави
само тело и ништо друго освен тело кое што мора да се бори за своја екзистенција, ние испразнувајќи се од таа грижа, односно духовно размислувајќи, зашто кога се молиме веќе покажуваме една духовност, ние започнуваме меѓу себе еден благ разговор. Така. Еден пријатен разговор. Забадник се, нели, бдее, всушност тоа значи и празникот. Се бдее дома, сите сме соберени. Треба да се измириме меѓу себе, размислуваме. Утре треба да го прославаме најголемото чудо, а тоа дека Бог стана човек. Едно битие кое што секогаш било замислувано тамо далеку, сега станува како нас за да може да не спаси. Значи, тоа е израз на Божјата љубов кон нас. Така. И ние сеќавајќи се на таа љубов, се смируваме. Се присеќаваме дека некој за нас се грижи, некој нас не љуби. И сега, зависно од тоа кој колку има не само капацитет, него волја да влезе во тие чудесни моменти, кои што нас не оделуваат од животните, кои што ни го менуваат текот и циклусот на годишните обврски. Значи, ние имаме станување, јадење, работа, јадење, легнување, пак работа, па болест и буквално како живот, ние не се разликуваме многу од нив. Да. Меѓутоа кога ќе дојде моментот на празник, ние одеднаш од тој круг изрипуваме и излегуваме од него. И ние застануваме и вериме, па ние сме битија сепак создадени за вечност и многу повеќе од животните. Значи, ја спознаваме онаа слобода која што ќе ја доживееме, која што Бог ни ја дава. Први преку слобода на избор, преку љубов, преку расудување, сите тие карактеристики ги има човекот и тога стануваме свесни за нив. Сега, луѓето, па барем ја колку можам да видам, меѓутоа сепак моето мислење може да е само субјективно. Секој знае каква му е верата во душата. Така. Стварно е навистина неблагодарно човекот да суди за некој колку е верен или колку не верен. Забележувам лица кои што навистина се молат во храм. Ќе дојдат да заблагодарат за нешто. Дури и солзи има. Меѓутоа, луѓето најверојатно на сите им искуството чувствуваат топлина во храм. Освен нели оние кои што дури колача кој донесат за слава, постојано им се брза, проблем им е да останат не знам колку време треба за да се пресече тој колач, а сепак стојат во црква, не некаде на улица. Значи, тој период наместо да го искористат да се помолат на Бога, па и да размислат за своите согрешенија, бидејќи нели Свети Јован Крстител на Јордан така не повика кон Бога. Покајте се зашто се приближи Царството небесно. За да може Бог кон нас да приде. Треба малку и ние нели за своите дела да размислиме. Освен тие луѓе кои што и ќе направат малку и непријатна атмосфера и свештеникот нема да може да се помоли како што треба, зашто ќе внимава на тој човек да не му сгреши, зашто не знам, може сите да ги возбуди луѓе. Другите се барем за литургијата која што е за нас најголемо мерило за тоа колку сме духовно пораснале. Сите литургии, скоро на сите големи празници беа во совршен ред, со тишина, со внимание, со благоговејност, значи работи нешто во душата на нашиот народ. Така, значи сепак се обогатува, не само што влегува духовноста, туку многу е важно и да се работи на духовноста, така ли? Значи да го продлабочуваме и да го практицираме, не само да прочитаме нешто и тоа е се, значи сме слушнале нешто и тоа, нели да се работи на самите себе. Кога веќе се празниците тука, секогаш е актуелно прашањето. Се слушам барем по медиумите разговори со свештеници кои што едните велат дека обичаите што се однесува до бадник се адети обичаи од некогаш од одамна, некои велат дека се пагански обичаи. Сега со години секогаш е тоа актуелно и никогаш не доаѓаме до едно мислење кое што навистина ќе го прифатиме како такво. Да промениме некои работи, ако веќе работиме на себе, да промениме каков што е редот. За тоа што нели со оглед на тоа што влегува духовноста во нас и сакаме да биднеме верници како што е редот, нели да го почитуваме редот, па редно е и да го испочитуваме, да знаеме каде грешиме.
Па да, што се однесува до славите, јас во секоја прилика тоа го кажувам, дека треба да се внимава на деновите за пост. Во народот се делат на мрсни и постни слави, и за некого тоа значи дека ако некоја слава е мрсна, например од Свети Архангел па надолу кон Света Петка, Така? дека секогаш се мрсни. А тие што заминуваат веќе нагоре, се постни слави. Меѓутоа не е така. Мрсни слави се зашто не влегуваат во божичниот пост, тие мрсни слави. А постни се зашто овие другите па влегуваат во божичниот пост, кој што е еден долг период, кој што почнува и не престанува, значи сите денови се постни. Так. Меѓутоа, ако го отвориме православното календарче, ќе видиме дека среда и петок, без разлика дали се постни деновите или мрсни, значи ако нема пост, тие секогаш се постни. Значи кога славата ќе се падне во среда или петок, се пости. Секогаш. Без разлика што е мрсна слава. Се пости. Е така. Да, затоа што тоа се најдревните пости. Среда е моментот кога Богородица и апостолите беа присутни, кога Христос беше одведен не знаејќи каде го водат. Он знаеше, но тие видоа војници со оружје и го однесоа кај Пилата, како сега не знам да ве однесат кај Обама и да не знаете зошто сте однесени таму. Врв на власт, едно властие тогаш беше, и секако дека тие беа во страв, во грч, во исчекување, не знае што ќе се деси со нивниот возлюбен Господ. И секако тие не мислеа многу на храна, ниту на телесното, туку беа загрижени. Петокот пак е ден кога го видоа што му направија во преторијата кај Пилат, пардон. Го истепа, го изнаранија и на крај со клинци нозете и рацете му ги закова и он умре. Како нека се потрудат луѓето да влезат во душата и во емоциите на апостолите и на Богородица, кои што сето тоа го доживеа, го виде. Мислам да си замислат на нивно, не дај Боже, чедо тоа да се случува, зарем ќе мислат на храна и на јадење, на пиење. Во спомен на тие тажни моменти, на тие потресни моменти, најдревните пости беа среда и петок. Спонтано, некако, ајде од сега да почнеме среда и петок, него ти едноставно сеќавајќи се живо за тоа што направи Христос за нас, тие се растажува и се оделува од телесно задоволство, од храна. И сега, ние правејќи го тоа, постојано први на светот ќе го објавуваме тоа дека Бог за нас беше предаден и за нас беше раснат, за ние да добиеме спасение, ние на тој начин го му даваме на тежина, на значење, а од друга страна учествуваме во страданијата кои што Господ ги имаше. Знаете, најдобар пријател е оној кој што сострадува со вас или пак се радува со вас. Так. Како што ние сострадуваме со Бога за време постите, а се радуваме со Бога пак кога е празник. Затоа првин тоа мислам дека треба да се коригира. Доволно е мислам голем број се коригирани луѓето. Гледам по реакциите, е тоа. Е веќе постите кои започнуваат во Божиќен пост, тука нема, сите се постни. Наредно нешто на кое што јас се сеќавам е бадниковиот оган. Мислам дека околу него најмногу се крева нели прашина за тоа дали е исправно, дали не е исправно. Па вака ќе почнеме. Обичај е нешто кое што е локална практика на вера. Значи на некого, еве да замислиме сега, нема телевизија, нема интернет, нема некое средство кое што брзо ќе пренесе од едно место информација на друго. И сега се собираат луѓето во Куманово без да знаат тие во Охрид што прават, или пак во Србија некаде, или во Бугарија, или во Русија. Навистина немаат представа. И тие гледаат икона на Рождество Христово, гледаат огин, велат, па добро, огинот, еве, ајде символички нека земаат дел од празникот и го имплементираат некако за да може да го оживеат тој празник. И започнуваат со бадников оган. Другите не им текнало на тоа. Другите друго прават нешто. Дали едните се православни, другите не? Не. Момент кога еден град нешто ќе препозна и ќе почне да го практикува. Не е погрешен тој огин како символика.
и тоа гранче како символика. Иако верувам дека таму не било дрвото кое што ние го користиме, меѓутоа не е важно тоа. Проблемот е во друго нешто. Кога од тој огин ќе почне да се влече паганско однесување, алкохол, дури некаде и месо, дури некакви прескокнувања преку тој огин, дури некакви очистувања од тој огин. Значи, повторно се враќаме кон паганското однесување. Никаква врска тој огин нема со такво нешто. Повторно ќе речам, бадник е извлечен од зборот бдеење. А да бдееш значи да си буден, да си трезвен, зашто е последен ден од постот. Душата е подготвена да се радува. Треба да внимава да се исчисти од лошите помисли, од нељубов. Да го заврши постот до крај, како што е редот. Да го заврши постот до крај. Сега, кога ќе запалите огин, и кога ќе се соберат луѓето, и кога ќе удрите зурли и тапани, не верувам дека така ќе имате сила, можеби некој воопшто нема да дојде на празникот, утре дента, што ќе биде опиен, изморен, сетилата истрошени до максимум, наместо да се наполнети. Што ќе доживеете тој празник? Во тој момент црквата, свештениците се алармираат и кажуваат дека однесувањето покрај огинот е паганско. Значи се она што е диво, она што не му дава мир на човекот. Значи човекот да седне навечер и сам со себе и со своите блиски, да се погледне во очи, да се изанализира, тој оди, бегајќи од себе, од тишината, он оди онаму каде што е галама, кај што е врева, кај што е јадење, пиење, кај што е алкохол, одземање на себе си. Значи ние наместо да си дојдеме на себе си при празниците, затоа и постот, ние бегаме од себе си. Тоа е проблемот за огинот, не е друго проблем. Исто нешто кога веќе сме кај бадник, сакам да ве прашам. Еден од традиција во нашиот град, што искрено да ви кажам, мене лично не ми се допаѓа, на бадник се излегува од дома, се пали огин на градски плоштад, како да е тоа манифестација и фестивал некој. И во тој камион некој во кој што имаше лепчиња и се фрлаат на луѓето лепчиња. Се фрла вошието. Првин, колку што јас знам, да кажеме она што со текот на животот го имам научено и од моите и од црква и од овамо таму гледано, што прекушавам да го практикувам, бадник е во семена атмосфера. Кај да си за бадник дома, да си, нели сите го знаеме. Зошто се прославува јавно? И што е тоа што се прославува? Зошто се собираат на градскиот плоштад луѓето, не можам да разберам. Значи, тоа е нели како што рековте, во семена атмосфера се прославува дома. Тоа е ден мирен, убав, посен, кај што се посветуваме самите на себе, на семејството, го правиме адетот со лепчето како што треба да го направиме. Зошто се излегува тој ден надвор и како да се да се просветлат тие луѓе дека всушност на бадник не се излегува. Божиче сосема нешто друго. И па ние наместо празнувањето го заменивме со оној западен збор забава. И ние одиме по забава. Значи, буквално и за Великден да има на плоштадот некоја позната звезда која што ќе пее, мислам дека можеби и кружењето околу црква не би го, нели, би го избегнале, затоа што позабавно е на другата страна. Зашто празнувањето првин значи испразнување од светското, а примаш духовна радост. Една радост која што како битие ти дава смисла на постоење. Затоа луѓето, ако сакаат на вистина групно да го, соборно да го испразнуваат празникот, па има црква? Да, има служба која што ги опева. Значи многу е важно, ние зборуваме постојано, црквата не учи, па ние ништо не знаеме, па како треба да се однесуваме. На тие вечерни богослужби или утрински, посебно пред тие големи празници, првин што се чита? Се чита дел од Стариот Завет, каде што детално се вадат делови кои што пророците ги кажале, например, ако се однесува на раѓањето, за раѓањето. И вие правите паралела, ма видите, овој пророк бил 5-6 века, можеби и повеќе пред Христа, ама Бог преку него народот го подготвува дека ќе се роди Спасител. И потоа преминува во Новиот Завет, каде апостолите говорат за тоа. Па се чита Евангелието, каде што се
објавува тој празник и на крај доаѓаат светите отци кои што ги напишаа текстовите, кои што толку певливо и поетично го радуваат духот, спојувајќи ги моментите од нашето исцеление. И тука е моментот кога ние, нели, се зближуваме. Па ние, значи, нас таа вера, тој еден дух, како што се молиме, не спојува. И живеејќи со еден дух на радост и на мир и на едно усмерување дека треба да простуваме, оти Бог ни прости, треба да се љубиме, оти Бог не возлюби. Значи, треба да се радуваме и кога не е тешко, оти Бог Царство Небесно ни даде. Сите тие работи в црква ќе ги доживееме и потоа одиме дома. А не верувам дека на тие манифестации кои што се по градот, нели, забави, јас пак ја кажам, иако, нели, потекнуваат од ништо погрешно, лепче со паричка. Тоа и дома го правиме, тоа е православно. Се дава. Ништо погрешно. Имаме, нели, бадник што го викаат делот каде што се спремени, нели, овошјата и сето, тоа се раздава. Ништо погрешно. Меѓутоа, на погрешно место е. Но, оче, кога јас би ве повикала на мојата трпеза и кога јас би сакала да ви поделам нешто тоа лепче, јас ќе ви го дадам на рака. Јас нема да ви го фрлам. Така, па најлесно. Значи, тоа веќе не мислам дека го правам со љубов. Значи, да фрлам јас лепче, греота е, нели? Со оглед на тоа што е лепче. Од друга страна, што е свето лепче, нели, со паричка. На некого треба среќа да му донесе. Начинот е многу важен. Ако веќе сакате да поделите со некого нешто, тоа не подарувате, туку делите еден убав празник, еден убав гест, значи на тој ден сакате да направите нешто убаво. А не на таков начин. Мислам дека начинот е многу важен. Треба да се учиме. Полека гледам доста нови моменти во нашиот општествен живот, или долж Македонија. Треба да се учиме како да го правиме тоа вистински. Повторно ќе речем, благочестието се учи на служба. Литургијата е животна лекција како да се однесуваме. Зашто човек кој ќе влезе во храм, првим преку прагот, преминувајќи го остава ово светското, крижите, омразата. Значи, влегуваме во храм и застануваме со едно отворено, искрено срце кон Бога и се молиме, знаеме да кажеме првим прости, Господи. Се учиме на покаяние, на осознавање на грешките. Се учиме да побараме добро за нашите блиски. Така. Такви треба исти да бидеме во светот. Не обременети кога ќе седнеме со човек, во светските интереси, кога ќе се гледаме очи во очи, без, нели, ние пред Бога не доаѓаме корист да му извлечеме нешто. Такви треба да бидеме и со ближниот, зашто да му се предадеме како и на Бога, да бидеме искрени во нашите односи со ближниот. Значи, гледате како литургијата всушност е школа за живот. Баш така. Затоа пак ќе речем, на погрешно место се едуцираме за тие работи, а сакаме да ги правиме. Да. А сакаме да го дознаеме всушност редот каков е. Многу интересно е она што го спомнавте, нели, и пагански обичаи, нови или стари се тие некои обичаи. Сироварството. Добро. Да, јас прв пат мислам дека лани или преклани ми дојдоа деца со не знам какви маски во момент и атмосфера на размислување колку човекот е голем, оти Бог стана човека, не дрво или животно, ти доаѓа едно пресладко детенце со еден мил глас, облечено во страшило или во животно. Значи, ако христијанството не подигна кон Бога и ни го врати достоинството да бидеме како Богови, слични на совршениот, да бидеме слични на оној кој што светот го создаде и го осмисли и го изгради, да бидеме и ние изградувачи и просветители, ние преко оживувањето на тие пагански култови кои што имаше голем период на стопирање, сега пак се оживува како нешто дамнешна традиција, ние не сваќаме дека ретроградно, на назад се враќаме, се разградуваме себе си и повторно стануваме животни. Да ставиш нешто, значи да носиш нешто, значи да ја носиш таа енергија. Значи има прикрштевање едно. Да, се менува точно тоа однесувањето и влија. Зошто би ставили инаку? Да биде интересно? Океј. Меѓутоа, кога се крштеваме се вели, вие кои во Христа се крстивте, во Христа се облековте. Значи ние при крштевањето ја ставаме под наводници маската на Христос. Треба да се однесуваме како Христос што се однесуваше.
ставајќа пак маската на животно, како Так. треба да. И гледам веќе села кои што никогаш претходно не чуено дека освен нели Вевчани празнуваат, вели дамнешна традиција. И сега се облечени во не знам какви крзна, звонца, вода и повторно на православното се дава на дете да се пие вода и колку пати пие детето? 3 пати. Православно. Значи се меша нешто што не е темнина со спојиво едно светлина. со друго. Да. Тоа има една мисла многу убава која вели кога веќе ќе бидете на некој начин во контакт со ѓаволот, велата ѓаволот не се менува, ѓаволот вас ве менува. Значи се она што го нарековте ќе направиш нешто, ќе облечеш, ќе ставиш на себе нешто, всушност те менува тоа. Значи не може ништо од страна по голема промена да се случи, освен она на што ќе го навлечеш на себе. Значи, кај нас е одлуката дали ќе се одлучиме по овој или по оној начин. Значи, дали ќе го се прифатиме, всушност, нели, многу убаво како се чувствуваме мислата каква ни е, таква и енергија ќе пренесеме. И јас би сакала да направиме една пауза, малку да се одмориме и пак се враќаме во студиото, ако може. Ние се продолжуваме со разговорот, значи ние не губиме време, секогаш имаме многу интересни теми кои што сакаме да ви ги приближиме. И на било кој некој начин желбата ми е навистина не само цел да постигнам цел, едноставно имам желба како вистинска христијанка, доколку се чувствувате како такви. Сакам да навлеземе во убавото, во на човечното, што верувам и секогаш мислам дека ќе верувам, вистинските христијани мислам дека треба да има таква душа и да тежнат кон тоа, бидејќи всушност нели и христијанството не учи на тоа, нели љуби го ближниот свој. Значи, доколку сакаш да бидеш почитуван и сакан, истото тоа треба да го пружиш за да ти се возврати. Не можеш ти
да се однесуваш постојано негативно, постојано со лоша мисла со некога, а да очекуваш љубов и почитување и се она што се нарекува човечност. Она што го поразговаравме во првиот дел, зборувавме за однесувањето на луѓето во црквите. Што мислите, колку младите знаат да послушаат, знаат да го испочитуваат редот? Многу ми е драго што, искрено морам да ви кажам, што се случија многу промени во нашата црква, што се случија многу млади луѓе што влегоа во служба, посебно, можам да кажам за нашата епархија, и со владиката кој е помлад, и со младите вас свештеници. И искрено многу ми се допадна што ги носите вашите облекла секаде. Велат, свештеникот е свештеник секогаш и секаде. Значи, гардеробата е само, како да кажем, нешто што одава, како да ви кажам, секогаш некаков чуден респект кога ќе се сретнете со свештеник во продавница, кога е во свештеничка облека, одошто да е во обична. Нели? Мислам, тука ефектот е постигнат. Друга работа ми се допадна, промената на младите луѓе. Што влеговте како млад кадар во црква. Тоа ми е и прашањето. Дали младите имаат повеќе желба? Кога веќе контактираат со помлади свештеници, кои што многу е убаво, веќе се образовани, значи знаат како што е редот. Не зборам ја за високи институции, да кажеме, исклучиво универзитетски школи, само тие луѓе се квалитетни, не во тој дел. Во оној богат духовен дел. Да се образува како вистински верник и тоа да го пренесе на младите луѓе. Сепак, нели, кога веќе младите на време сака да прифатат некои работи, тоа веќе си има следствено и тоа се продолжува. Па знаете како, секое време си ги образува своите личности. И сега нормално е помлад човек да е поблиско до современијето, зашто сме израснале со околината кој што е. Што значи, не значи дека и старите свештеници не одговарале за нивното време. Јас се уште кога одам на парохија, луѓето ги памтат и свештеникот претходно, и тој претходно, нели? И за мене нешто, некој ман, не може човек без мана да е. Ке кажат во смешка, меѓутоа пак имало добри моменти кои што тој свештеник ги спојувал. Не значи дека ние сме добри и секое време си зависно од тоа луѓето колку сака да се внесат во нештото и колку љубовта повторно ќе го сакаат позивот и луѓето. Свештеник не смее да биде асоцијален тип. Не смее да бега од луѓето и да не сака да се дружи, да не е меѓу нив. И луѓето тоа го приметуваат. И каков и да е, можеби не бил речит, можеби не бил не знам што, меѓутоа сепак ќе си спомна за свештеникот со добро. И тоа е така, и во наше време со младите свештеници исто. Едни се прифатени, едни не се прифатени, и како и да е. И во претходното време промената се случи затоа што и владиката е млад човек и сега, ја знаете, еден селектор ќе дојде и си бира прави нов тим. Да, според него тим кој што ќе оди напред. Да. Нели, дефинитивно се случува промена секаде кога ќе дојде човек. Така да тоа е негова одлука. Сега и нам ни предстои предизвик. Можеби и ние на некој начин ги соблазнуваме луѓето. Но ќе се трудиме, па времето ќе покаже, можеби тие после нас кои што ќе дојдат ќе кажат, овие пред нас беа вакви, такви, онакви, нели, секакви лоши. Многу е важно човекот на дејноста која што се врши, не само нели како свештеник, да си го испитува срцето. Во која мера веќе дејствувањата преминуваат во користолюбие и во грабање и во суета, а во која мера она што го работи од срце. Така. Значи тоа треба на нас сите да не биде, не само нели на свештениците, можеби најмногу на свештениците, треба тоа да не биде мерило како да се однесуваме. Значи
Верувајте, тоа се чувствува. Значи, тоа се чувствува навистина кога доволно е само да се биде присутен на една од литургиите кои што ви се таму и навистина може да се почувствува тоа. Доколку велат со чиста душа, отворено срце ќе влезете на една литургија и кога веќе ќе сакате да ве обземе и да се соземете и како велиме да се испразниме од оној свет кој што ни е надвор и тие денови да си ги посветиме не само на празнично јадење, туку на празнење на душата и кога веќе сакаме нешто да влезе во нас, тогаш се чувствува тоа. Дали некој е со чиста душа ви го пренесува или не. Доволно е само по начинот на кој што некој комуницира и начинот на кој што сака вие тоа да го пренесете. Интересно зашто зборувавме во овие денови што е актуелно кога го спомнавме крштевањето. Значи, сакам да објасниме оној дел кој што е актуелен, бидејќи навистина имавте многу обврски околу празниците, не можевме да ве да биднете наш гостин и покрај нашата желба. И затоа сакам за крштевањето да ми го појасните делот кој е многу битен, на кој не се посветува доволно внимание, а многу е важен. Така. Значи, дел кој што сите го практицираат, а не знам колку го разбираме. Да, тоа не е само едно семејно собирање, за потоа да се отиде во ресторан, зашто се случило нешто убаво. Ние разбираме дека детето станало христијанче. Меѓутоа, тајната се наоѓа во крштението Христово. Се вели кога Христос влезе во Јордан да биде крстен од Јован, а вие знаете дека кон Јован доаѓа луѓе да исповедаат гревови и тој со покајно крштевање и измивање ги очистуваше. Затоа што и претходно и потопот го очисти светот, ама луѓето изумреа. И сега повторно доаѓа водата како очистителен момент на луѓето и тие доаѓа кај него. Во редицата на оние кои што се исповедуваат пред човек беше и Христос, кој што беше без грев. Бог и човек во исто време. И Јован кога го виде, се стаписа и му рече: јас со тебе треба да бидам крстен. Христос му рече: остави го сега тоа, формалностите остави ги на страна. Нам ни престои, значи на сите оние кои што се духовен авторитет, да ја исполниме секоја правда. Значи секој праведен закон да го исполниме. И тој доаѓа како на исповед кај Јован и за очистување, а не му беше потребно. И во тој момент се вели небесата се отворија. Отецот сведочеше: ова е мојот возљубен син, на кого е мојата волја, него послушајте го. За да не се случи забуна дека може би се однесувало за Свети Јован, зашто луѓето, евреите го препознаа Јован, знаеа каде беше тој, дека беше испосник, дека беше човек целиот облечен во камилски влакна, во нешто кое што е неугодно да се носи, доаѓа таков со глас силен кој што вика кон покаяние, гулабот наместо кај Јован си слезе кон Христос. Нели, и повторно еве го гулабот кој што на Ное му донесе в уста маслинова гранка, нели, грчкиот термин елеисон, помилование, е сличен со елеј. Нели, маслото се вади од маслинка, елеј, еве го символиката е тука. Но овој гулаб кој што нели беше Светиот Дух, односно во вид на гулаб. Светиот Дух не е гулаб, слегува кон Христа и наместо маслинова гранка застанува над него, да покаже дека еве го помилувањето, еве го измирувањето, еве го исцелението кое што ќе ни биде на нас луѓето. И сега сите ние што се крштеваме, ја добиваме таа енергија која што Бог ни ја даде, таа благодат. Нели, намерно спомнувам енергија зашто по експлоатиран термин е во последно време. Тоа е благодата Божја, доброто давање, кој што секој крстен го добива. За да добие сила да ги има истите мисли кои што Христос ги имаше. Истата волја која што Христос ја имаше, истата љубов која што Христос ја имаше. Ние крштевајќи се стануваме Христос. И првин, затоа и моментот пред крштевањето, кога кумот или оној што се крштева е возрасен, застанува пред купелот, свештеникот го тера, го прашува да исповеда во што сака да се крсти. Првин му разграничува. Постои зло, постои добро. Постои зло во светот околу нас,
нели, тоа изгонување на демоните и на сатаната, сега звучи смешно. После сите оние филмови, за еден интелектуален ум да помисли какви сега изгонувања од човекот. Меѓутоа, и најинтелектуалните нека се запрашат има ли зло и дали злото има некогаш логика. Многу пати се прави зло само заради злото. Нема никаков производ од него, нема корист, дури оно што ви прави зло нема никаков корист. Од каде тоа зло? Кој го потикнува? А ние знаеме како христијани дека првиот завидливец и човекоубиец е сатаната. Од ништо и за ништо само што завидува, прави зло, шири зло. И затоа оној кој што се крштева, застанува и свештеникот прашува, се одрекуваш ли од сатаната? Од сите негови ангели, од сето негово служење, и од сето негова гордост. Значи, од сето. До помислите, до одењето по бајачи гатачи, до правење зло, до горделив ум, до се дали се одрекуваш ти како христијан. И тој одговора се одрекувам. И потоа веруваш, нели, во Христа, го исповеда и го прифаќа Христа како цар и Бог, како господар. Како единствен кон кого што треба да му служи. И тука веќе престануваат стравот од луѓе, стравот од демонските сили, зашто ние на Бога му служиме, а он не закрилува. Сега, сакам да потенцирам нешто кое што слушам дека е многу вообичаено. После крштевањето, детето ако заплаче, ако има некој немир, што може и од физичка природа, се развива организам. Може да е сосема нормално бебето да плаче. Замислете со која сила се растегнуваат тие мускули во детето и тоа, и коските, и ќе боли тоа, секако. Меѓутоа, првин што, некоја баба ќе му пробае. По бајачки? Да, по бајачки. Јас сум имал искуство да разговарам со луѓе на кои што им било понудено да продолжат со тоа бајање. Верувајте дека кажуваат грозни работи во себе. Вие која бајачка целосно ја слушате што зборува. Да. Додека чита свештеникот молитва, бидејќи благослов, добар збор, вие го слушате и го разбирате се што е јавно, светлина е, рече Христос. А се што е тајно е темнина. И тие го скриваат темнината и детето го враќаат во првобитната состојба кога е исполнето со или се подвластна сатаната. Да си биде, значи, таман ке го за време крштевање украднеме од сатаната, зашто он повторно го враќа. Повторно го враќаме, он си нашол, сатаната си нашол начин како пак да си го врати она кое што сметај дека е негово. Пак си го враќа во своите енергии, пак си го враќа во негово служење. Ние кажавме нема да му служиме нему веќе. Наместо тоа, јас им советувам на сите родители, на сите баби кои што ги советуваат своите снаи, своите ќерки така натаму, нека се запрашаат кога после крштевањето последен пат го однеле детето на причест. Затоа што ако се вели, нели Свети Никола Кавасила вели дека крштевањето е ново раѓање, духовно раѓање. Заживуваме за друг живот. За нас светот умира и ние со него сите страсти и похоти умираат за да живееме со Христа. Миропомазанието, нели, кога го примаме печот на дарот на Светиот Дух, значи силата на посинување, силата на напреднување и осветување, се вели дека е движење, ни дава силе, како секој автомобил или нешто што се движи бара енергија. Енергијата е Светиот Дух, а причеста е вечниот живот. Значи, зашто Христос вели, буквално, кој не го јаде телото мое и не ја пие мојата крв, нема да има живот вечен. А кој го прави тоа, ќе бидам јас во него и он ќе биде во мене. Значи, веќе крштението го ставаме на втор степен. Најважното е дека ние преку него имаме можност да се соединиме со Бога, со Христа, од кого што демоните бегаа од него, се плашеа, а он имаше осветителна сила, исцелителна сила. Значи, тоа е моментот на нашето лекување. И на крај, оно што го спомнавте, луѓето почнаа во црква да бараат дружба, друштво, затоа што во светот некако на вистински начин се оделивме со мислите, со едномислието, секој си разлисува сам за себе и за своја корист, и луѓето се разделија. Во црква доаѓаме во едномислие, зашто сме тука крстени сите во еден дух. Сите стануваме мали Христоси и стануваме слични едни на себе. Кога ќе се причестиме,
Ако знаеме дека телото и крвта Христови се Христос, ние го примаме Христа, а Христос е во сите и во црква што правиме? Еве преку причестувањето едно совршено единство на телото Христово, кое што е црквата. На тој начин се зближуваме меѓу себе си. И на тој начин треба да се зближуваме и да се трудиме таа причест, нели, да ја придобиваме. Така. Еве го исполнивме терминот така лека полека, но ни помина времето многу брзо. А ова што го рече отец Игор за крај, јас мислам дека треба да биде многу убава порака до сите вас, која се надевам дека ќе допре, која што многу убаво звучи доколку сакате да прозвучи во вас и да му дадете простор и јачина на оној глас кој што е во вас, кој што се надевам дека ние ќе го пробудиме. Значи, многу е важно да, кога веќе сакаме да си го најдеме својот мир, кој што е многу важен, да се просветлиме, што велата. Дозволете си да си се просветлите, да дозволете и на светлината како што ќе ве огрее сонцето и кога ќе кажете, леле колку е облачен денот, види колку убаво е сонцето. Таква светлина ни треба во душата. Так. Како што јас мислам, колку мене ми е пријатно кога ќе излезам и кога ќе видам сонце, верувајте, таа светлина што е внатре, затоа што не џабе се вели, луѓето умираат од празнина на душата, од осаменост, од запоставеност од другите луѓе, од отуѓеност. Се умира многу побрзо во светот, статистиката веќе што вели умираат осамените луѓе. А луѓето кои што комуницираат, кои што работат на себе, кои што се дружат, кои што се позитивни, кои што се духовни, кои што се просветлени, тоа се гледа. И сите сакаат такви луѓе во нината близина. Доколку сакате да сте сакани, едноставно, дајте му на сонцето кој што е во вас да излезе, фрлете ги црнилата и парите и се онаа што се нарекува животот кој некако не влече и не врти до некој одреден ден, кога ќе немаме ни сила, ни енергија, ни здравје веќе да го живееме она убавото, што јас би го посакала и на себе и на сите околу нас. Значи, најпрвин апел, секој ова што го слушна да стане како светителите и мачениците кои што го исповедаа Христа и можеби заради тоа придобија многу, меѓутоа и животот го загубија, беа подложни на осуда. Да го истребиме оној симптом во нашиот народ, се што е лошо, многу побрзо се шири, некоја глупост ќе се измисли и од страв на брзина ќе се прошири. Точно. Оно што е добро, ќе го слушнат еден или двајца и тука ќе остане. Да го шират овој разговор, овие исправни постапки. А оно што не е јасно, осаменоста како да ги излечиме, непросветленоста, нека доаѓаат луѓето само на литургија, Бог ќе си го заврши сето тоа во нив. Зашто при крштението ни е даден залогот на Духот кој што ќе проработи во нас колку и да е потиснат. Дури без размислување, нели? Го знаете, искуството е и ваше, нека стојат на литургија. Па Бог се направи за нас, ќе не исправи на прав пат. И никогаш не сме сами, секогаш сме со Бога и кога сме сами. Тоа човекот го учи во црква. И како лек против осаменост, нели? И страдание, а тоа е на вистина. Луѓе кои што ќе заминеме ние како свештеници на погреб на сопруга, по кратко време слушаме и сопругот си замина. Значи тоа е веќе врска, тоа е веќе таа осаменост на вистина убива. А ако се научиме да разговараме со Бога преку молитва, или спомнавме за претходно за практицирање на верата, првин, секој да си има дома молитвеник, да си прочита утрински молитви при станување, вечерни пред легнување. Свето писмо, барем Новиот Завет, каде што се зборува колку Бог се грижеше за луѓето, ќе почувствува дека тие луѓе се исти како него и за него се грижи Бог. Ќе почнува да се развива таа димензија на радост и на неосаменост. Тука веќе започнува она вистинска духовност, а не лажна. А за таква духовност, вистинска духовност, секогаш има време, секогаш е вистинското време, секогаш, значи никогаш не е доцна, никогаш не е прерано. Значи, еднаш да се почувствува таа духовност, јас верувам дека секој од вас би посакал многу повеќе да работи и да работи. Како кон извор, пак ќе доаѓаат луѓето да пијат. Да, се почесто и почесто ќе има потреба за една таква промена во себе.
За крајот би сакала само да кажем, чудни се патиштата Божи, точно е, и некогаш немојте да се чудите зошто ви е ваков патот, затоа што има зошто, нели? Така да, само со Господ напред, што велат, и се надеваме дека барем ќе можеме на било каков начин да возвратиме на сето тоа со она што ќе се потрудиме да внесеме еден мал дел од сето тоа во нас, во нашите духовни искуства. Ви благодарам, оче, за гостувањето денеска. Благодарам на поканата и благодарам секогаш на темите кои што ги одбирате. Давате простор да биде едноставно, а многу важно за луѓето. Така. Сепак убавината е во едноставноста, нели? Почитувани гледачи, јас се надевам дека бевме доволно занимливи да не следите до крај. Доколку е така, доколку не пропуштивте денеска, нашата репризно издание се емитува во понеделник во 15 часот и 10 минути. Може би репризата ќе оди и викендов, а сигурно ќе оди и на YouTube, на интернет во секое време кога имате време и сте расположени да слушнете нешто од денешниот разговор. Ви пожелувам убав ден, пријатен ден и убав викенд. Одморете се за да бидете подготвени за понеделник. Се не